Здраво слушатели на Збориме реално, овде е Мартин и оваа епизода ќе биде монолог, односно ќе биде читање на превод на говор на Теренс Мекена од 1995. Говорот е насловен Криза на свеста. За оние што не се запознани со Теренс Мекена, се работи за американски, да речеме, мислител, не би рекол филозоф, себе си се нарекува комуникатор на некои битни податоци, човек што ги срочува и унифицира податоците од неговите истражувања, од тоа што го прочитал во книгите, и говори за светот. Говори за светот за тоа што е загрижен за светот, односно загрижен е за нашето влијание во светот, е загрижен е за нашиот потенцијал, човечки потенцијал. Не знам што би рекол за Теренс Мекен, има многу да се каже, но не би сакал да раскажам, да расправам по тоа прашање. Што и како, бидејќи од него има огромна архива на говори, што е интересно да се преслуша за луѓето што се вични со англискиот, што добро слушаат, бидејќи сепак човеков зборува на модерен стил и задржува едно мощно интересно ниво. Така што говорите се на интернет, но еве јас се погрижив да преведам еден говор, може би понатаму ќе преведам и уште еден, па уште еден и така натаму. Бидејќи мислам дека поединецот може да има корист, интелектуална корист, лична корист, може да открие интересни социолошки и активистички можности, според тоа што Теренс Мекена го заговара и го представува. Така што да не должам, ќе почнам. Говорот е Криза на свеста од 1995 година и да почнеме. Уште една напомена. Секако дека не можам да го доловам тонот и стилот на Теренс Мекена, да го слушаш е забавно. Ова нема да звучи толку забавно, но сепак е нешто. Ке започнеме со фактот дека денес културолошките форми и вредности на цивилизацијата се еродирани. Паралелно со ова, на светско ниво, гледаме изумирање на живите видови и на природата. А тоа е поврзано со исцрпувањето на виталноста на културолошките форми што постојат кај така наречените примитивни, а јас ги нарекувам предписмени, народи ни светот. Народи и племиња ни светот. Станува збор за народи и култури во кои луѓето не поседуваат ништо или речиси ништо. Но тоа што ние не можеме да го сватиме е дека овие култури всушност живеат во динамичен еквилибриум со нивната животна средина. Тие исто така располагаат со смиреност на умот и способност да бидат присутни во тековниот миг и во секој миг што надоаѓа. Сега го прекинувам говорот на Теренс Мекена, ќе се замешам малце да коментирам дека ова што го кажува во воведот имало смисла тогаш, бидејќи во светот он уште предходно, уште во 80-тите и 70-тите он Теренс Мекена и брат му Денис Мекена, етно ботаничар, посетувале племиња и изолирани групи на луѓе во амазонскиот басен, во амазонската прашума. Не сум сигурен за други места во светот, знам дека биле браќата во Мексико, во Индија, имаат шетано доста. И тогаш овие општества постојат и денеска, но нивниот начин на живот е променет, односно технологијата навлегува или им диша во врат, како што знаеме во амазонската прашума. Но сепак, барем за амазонската прашума, знам дека има племења и сојузи на племенски заедници кои силно опонираат против експлоатација на водните, на земните ресурси, на шумите и така натаму. Значи ги има овие народи, дали се уште живеат во динамичен еквилибриум, колку од тој динамичен еквилибриум преостанува кај нив, не знам, но ова е дефинитивно е нешто што било евидентирано, нешто што
е факт, затоа што и во Македонија верувам дека не треба многу да истражуваме, да копаме низ минатото, да воочиме дека пред да ни се индустриализира земјата во 1900, со почеток во 1950-тите, селските заедници живееле во некаков еквилибриум со нивната животна средина и со циклусите на садење, жнеење, берба и така натаму. Терање на добиток, на стока и така натаму. Значи не е тоа идеален динамичен еквилибриум со животната средина, како што ги каже Теренс Мекена наскоро, но има нешто тука. И производ на тоа е способност за смирен ум и способност за присуство во тековниот миг. И се продолжувам. Ние не можеме да се пофалиме дека располагаме со истата способност. Нас животот не вее низ минатото и не нагонува да мислиме на иднината. Како општество не успеваме да воспоставиме мирен сооднос помеѓу човекот и природата. Како поединци за нас е тешко да најдеме мир во самите себе. Поаѓам од сопствениот пример. Животот во модерната доба се сведува на потрага по мирен ум. И Теренс Мекена ги каже баталите просветление, баталите шуњата, односно празнување на свеста. Човеку, дај ми само малку мир во умот. Ете, тоа е сериозна награда за нас, според моите видувања. Наспроти оваа положба, сметам дека доаѓа до влевање на одредени битни теми и можности во еден ист тек. Не е тајна тоа дека животот понудува богата украсена текстура на веројатности која возможува да бидеме во склад со повисока подреденост на нештата. Шаманите располагаат со тоа и на нив им се восхитуваме. Ова се жители на топлите тропски појаси на земјата. Предели што се предмет на уништување од страна на нашата култура и поради нашиот начин на живот. Еве едно совршено огледало кое ќе ни покаже дека сме во војна со самите себе и со природата. Познато ви е како Амазонскиот басен, Конго, индонезиската прашума и така натаму се предмет на масовна сеча, исцрпување на ресурсите и чистење на терен за ранчови, за масовно одгледување на домашни животни. Динамиката на овој замав е огромна. Но како да ја разбереме следната контрадикторност? Тоа што Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд се обидуваат да го спрешат уништувањето, додека од друга страна разни државни агенции во САД се готват да извршат дефолијација на базенот Оашак. Дефолијација, односно отстрнување на крошните, односно на лисијата од дрвата. Ова е шизофрено однесување што не е од академска природа. Што сакаме да постигнеме? Дали сакаме да го закрепнеме пациентот или сакаме да му ги исклучиме медицинските апарати што го држуваат во живот, еден по еден. Се чини дека делуваме и во двете насоки истовремено. Мислам дека е така, затоа што во оваа култура се уште не дошло до будење наспроти длабочините на кризата која не обкружува. Гледам како некои луѓе разменуваат пофалби и се тапкаат по рамена затоа што на комунистите низ целиот свет им врие. Затоа што направиле утка во системот. Тоа не значи дека ние не сме направиле утка во нашиот систем. Тие погрешиле и признаваат дека погрешиле, а ние допрва треба да воочиме веројатноста дека треба да се сопреме и да почнеме да делуваме поинаку. Внатрешната контрадикторност на марксизмот се заснова на погрешна дефиниција за тоа што представува човекот. На општеството не му годи систем на централно планирање, пропаганда што ги постројува и ги стереотипизира луѓето. Ниту пак годи етосот на заблуда и негирање на фактот дека сите ние имаме одредени потреби што треба да бидат исполнети и задоволени. Сметам дека колапсот на марксизмот е колапс на надворешниот раб на општествените и цивилизацијските претпоставки што ние сме ги направиле самите за себе и за светот. Во суштина, марксизмот е повторување на христијанскиот милениаризам. Истото се однесува на модерната наука. И науката е секуларно повторување на христијанскиот милениаризам.
Нашата култура е во сериозна животна криза која не става пред крстопот. Дали сме упатени кон пеколот, што не можеме ни да го замислиме, или пак ќе тргнеме кон пробив, односно ќе успееме да најдеме пристојност, достоинство, заедништво, грижливост и така натаму. Но каде ќе ги пронајдеме моделите што ќе не изведат на правиот пат? Моделите ќе ги најдеме во природата. Природата, за разлика од нас, ја игра незината игра на оваа планета 3 милиарди години. Додека ние, апостолите и преносителите на христијанската ученост, во заграда ставам, не само денес христијанската, туку и другите религии, сите си има своја ученост, продолжувам, ја играме нашата игра. Оваа игра трае околу 2000 години. А се мисли на монотеистичките религии. Природата има своја економија и своја елеганција. Има стил, кој доколку научиме да ги имитираме, ќе можеме да се извлечеме од рушевините што самите ги создаваме и кои сме ги создале во минатото. Географот Карл Сауер рекол, кога се појави човекот на планетава, тој се најде во природа во климакс. Тој, забележете го родот овде, ќе ја срози планетата на ниво на поле, исполнето со плевел. Ова е метафора во која ги менуваме планетата во климакс со исплевелено поле. Но има вистина во тоа, затоа што со сечење на шумите и промовирање на монокултури ја ставаме природата под стрес. На овој начин природата е принудена на годишни циклуси на раст и на замирање, наместо на пермакултура. Со други зборови, ние создаваме плевел. Тенденцијата да трагаме по совршенство, а зад нас да оставаме уранатини, започнува некаде пред 3 до 4000 години, а налетот на промени се состои од дупките во озонската покривка и киселите дождови што може да направат дупки во мермер, растот на нивоата на CO2, растот на нивоата на стронциум и хлорофлуорокарбони. Рефренот ви е познат, ова ни е последната шанса за промени. Просторот каде што природата ни ги дава моделите за тоа како да ја одговориме на ситуацијата се шумите. Само дивината располага со комплексноста на пренесување на сигнали, кружење на хранливи состојки и електромагнетни зрачења. Ние овие процеси ги емитираме во градовите. Тоа дека градот е урбана џунгла е клише на модернитетот. Проблемот е во тоа што градот не е доволно џунглест. Мислам дека задачата на современите шамани е да се пронајдат во оваа метафора, односно метафората на неверојатна разновидност, неверојатна исполнетост од животни облици и енергија и на потенцијално исполнување и задоволување на одредени текови процеси. Се во ова го преземаме како модел за да си ги исполниме собствените животи. А како да ја исполнеме, односно како да ја доведеме во живот метафората? Ова можеме да го ствариме преку откривање на моќта на директното искуство, односно присутноста во тоа искуство. Најважниот заклучок што може да се извлече од примитивните, односно предписмените општества е тоа дека тие живеат во сегашниот миг. Тие знаат како да се испотат, знаат како да се забавуваат, знаат како да се препуштат. Се во ова се должи на нивното свесно присуство и будност во постојниот миг на животното искуство. Таквите луѓе не живеат преку абстрахирање на веројатностите за животот, преку нивно постојано премислување што ли ќе донесе денот, што ли ќе донесе животот. Таквата абстракција на живењето е нож кој е насочен кон нашите души. Дотолку сме жртви на премислување и на иднување на реалноста и на текот на животот, што не можеме да се натераме да упатиме еден поглед надвор од нашиот дом, за да воочиме дека надвор беснее метафорички пожар. Такво е нивото на рамнодушност што го живееме како резултат на немање страст за животот, поради континуирано абстрахирање. Се надевам дека неделава ќе си го пронајдеме духот и ќе откриеме страста за присутност и будност во сегашниот момент. Во суштина, тоа што ние овде сме
е еден вид на зелена анархија во обид да ги заживее општествените облици на Западот. За жал, општествените облици на подвижност за конструктивна промена се атрофирани, најмалку уште од времето на уништувањето на елевсинскиот култ, а во други райони на светот илјадници години претходно. Ова ни е последната шанса. Јас го вложувам најдоброто од себе, за да ги поминам ни сите опции за делување и да го понудам како преносител на идеи и начини излезот од ситуацијата. Јас можам да дадам онолку колку што можам. Не можам да проповедам наука, затоа што не и верувам, не можам да проповедам будизам, затоа што не го разбирам. Најкорисното нешто што можам да го пренесам е тоа да ја покренеме и развиеме нашата свест за способноста да имаме директно искуство со сегашниот миг, да бидеме присутни овде и сега со паметот. Во мојот случај, таквата способност дојде преку моето искуство со психоделични растенија. Психоделиците не се дроги, туку се растенија. Тоа што голем број луѓе ги нарекуваат со изразот дроги е перверзија на говорот. Во суштина се работи за духови од природниот свет кои се содржат во растенијата, а кои можат многу реално да допрат до нас, односно до нашата свест и начин на живот. Според мене, ова е најефикасниот начин преку кој човекот може да стекне искуство за постоење и будност. Ова е начин кој е доволно брз и достапен за да може да има глобален отпечаток. Овој викенд ќе биде поразлично затоа што ќе се доближиме до изворот. Никол е бесценет трезор на информации, повеќе од колку што самата сака да признае. Да можам да прогласам за национално богатство, тоа би го сторил уште веднаш. Кој знае колку многу знае оваа жена? Кој знае колку страдање може да излечат 12 на души од калибарот на Никол, кои си го одработиле своето во длабочините на џунглите. За жал, информациите за психоделичните билки и пијалоци се фрлени на заборавот на времето, а тоа знаење исчезнува. Може би после 30 години многу податоци ќе исчезнат. Секогаш кога со брат ми сме во амазонската прашума, чувствувам дека нешто е загубено. Одиме во потрага по необични халуциногени растенија и многу често наидуваме на човек што тврди дека знае што бараме. Одговорот што обично го слушаме е следниот. Никогаш не сум пробал, но се сеќавам како дете, како дедо ми го подготвува растението и мислам дека можам да го повторам начинот. Ако ние не сме таму, ако не им стоиме над глава на овие луѓе за да го покажат древното знаење, тие никогаш нема да помислат да го запишат или па да го повторат приготвувањето. На ваква острица од нож е оставено знаењето за психоделиците и за животот каков што го познаваат во овие култури. Ако можеме да го спасиме ова знаење, можеме да се спасиме и самите себе. Ако не успееме, тогаш нема да се спасиме себе си. Културата на домородните народи се состои од облеката што ја носат луѓето, медицинскиот систем им се состои од ланчиња и камчиња, религиските идеи се предмети што ги вметнуваат во продупчени ноздри и уши, и што ни кажува се ова? Ако не разбереме дека можеме со леснотија да се раѓаме, со леснотија да живееме и со леснотија да умираме, тогаш каква иднина стои пред нас? Никаква. Во заграда, ќе кажам дека според антрополози, односно антрополошки истражувања во предписмените народи, во домородните култури, се забележува дека кај луѓето не постои депресија, не постои душевно страдање. Токму поради тој динамичен еквилибриум што Теренс Мекена го посочува на почетокот на неговиот говор. Затварам заграда. Ова денес не е состанок на загадошници или ентузијасти за приватниот поглед во просветлението. Ова е состанок на политички активисти, луѓе што се социјално посветени на самите себе и на едни кон други. Посветеноста е во поглед на пошироката идеја за заедништво. Оние што разбираат дека кога зборуваме за Гаја, за мајката земја, ние правиме абстракција, а всушност мислиме на растителниот свет. Поделбата помеѓу машкиот и женскиот род во природата, во царството на Гаја, е само површна. Разликите помеѓу мажот и жената се навистина небитни во поголемата слика на постоењето. Во суштина, поделбата помеѓу родовите е поделба помеѓу растенија и животни.
Растенијата се женствениот матрикс на контрола и обнова, а животинскиот свет бил измислен од растенијата за да има кој да им ги разнесува семињата. И со оваа реченица публиката пред Теренс Мекена гргнува во смеа. Animals are something invented by plants to move seeds around. An extremely yang solution to a peculiar problem which they faced. So Ова ми личи на екстремно јанг решение за чудниот проблем со кој била соочена природата, односно разнесување на семињата. Архаичната природба подразбира одново поврзување со умот на земјата. Умот на билките, кој е женствен ум, кој е сеопфатен, ги надметнува границите, не е абстракција, не е стереотип, не служи за промовирање на условувачка и ограничувачка пропаганда, туку умот на билките е реалност која диша. Ова е единствената реалност која стои помеѓу нас и Армагедон. Историјата се сведува на заклучоци од кои произлегува анксиозност. Гледајќи наназад, сваќаме дека некои работи се загубени. Се справуваме со поривот дека ни е потребно да оствариме одреден ред и да спознаеме одредени начини што ќе ни овозможат стабилност и трајност во цивилизацијски контекст. Инаку нас стравот не турка во оној историски шаблон каде луѓето господаруваат едни врз други, односно целат кон доминација на едни наспроти други. И не само тоа. Ова подразбира, ова се мисли на архаичната природба, ова подразбира господарење, се однесува на улогата на стравот, господарење врз природата, врз децата, врз социјалните односи што ги имаме со различни групи на луѓе и така натаму. Односите на господарење и доминација се основани на грабање, односно на вклештување на природната сила и природниот однос кон животот, најмногу поради страв. Како што сум аргументирали порано, ова е последица на тоа што цели семени и клановски лози низ минатото, нивните предци не биле во можност да го искусат психоделичното искуство како дел од нивната исхрана или воспитување. През 100.000 години, па се до 15.000 години во минатото, човекот се наоѓал во симбиотски однос со повисоката свест која се содржи во билките и растенијата. Сите знаеме што подразбира класичен симбиотски однос во биологијата. Ке го земам примерот на малите риби што живеат покрај анемониите. А тоа се корали кои ловат плен со помош на невротоксини кои се смртоносни за пленоловни риби, ракчиња и мекотели. Од друга страна, невротоксините на анемониите не се смртоносни за малите риби. Тие добиваат заштита во таа територија, но го привлекуваат интересот на поголеми суштества кои доаѓаат да испитаат и да ловат, а тоа им одговара на коралите. Овој вид на симбиоза е впечатен во генетиката на живите видови. Ако ги отстраниме малите риби од анемониите и ги ставиме во аквариум исполнет со различна животна средина, рибите нема да угинат, во нив нема појдовно да настапи физиолошка криза, туку тоа што ќе се случи ќе биде резултат на ниската телесна маса и на краткиот животен век. Односно, рибите ќе бидат под голем стрес. Се надевам дека не сум во заблуда, но верувам дека загубената тајна за човековото настанување можеме да алоцираме во некој недефиниран биолошки катализатор. Еден од видовите на особено паметен хоминид ќе го роди напатениот сонувач, поет и мислител, односно човекот. Благодарение на таа алка во ланецот на исхрана. Овој катализатор ќе го најдеме во терцијалните алкалоиди. Преку нивно внесување во ланецот на исхрана, кај хоминидите доаѓа до откривање на повисока нивоа на интелектуална активност во нивниот мозок и во свеста. Сум укажувал и претходно на взаимната врска во соодносот помеѓу алкалоидите и интелектот. Во случајот со печурките кои растеле на полјаните низ Јужна Африка, при мали дози на консумција тие промовирале визуелно изострување, што потикнало подобра снаодливост во потрагата по плодови и во ловот на животни. Неколкуте видови
кои имале придобивка од таквото визуелно изострување, имале поголем успех во процесот на прилагодување на условите и околностите. Според тоа, тие имале и поголем репродуктивен успех, што довело до побројни раѓања наспроти нивните конкуренти во ланецот на исхрана. При повисоки дози, псилоцибинот, која е активната состојка во родот Кубензис, ја повишува генералната возбуденост на организмот, а тоа доведува до полова возбуденост. Заклучокот се сведува на тоа дека алкалоидите се катализатор на репродуктивниот успех кај првобитниот човек, односно кај пралуѓето. Почести настани на парење доведува до побројна принова на млади кај оние што биле дел од групната структура која ги внесувала терцијалните алкалоиди во исхраната. Оваа тема ќе беше само попатен интерес кај приматолозите, доколку целокупно не бевме соочени со актуелната меѓународна криза на свеста. Свеста представува комодитет. Доколку располагаме со доволно свест, доколку не ја произведуваме доволно брзо, тогаш тежината на процесите што сме ги ставиле самите во движење со нашето незнаење или заблуда, ќе доведе до стерилизирање на планетата и ова секако ќе не погуби. Просто кажано, ние мораме да научиме како да располагаме со свеста. Во огромен број на етнографски изданија за човештвото ја препознаваме културолошката институција на шаманизмот. Станува збор за улога на организатор, раководител, визионер и координатор на обемни системи. Во одреден поглед, оваа улога располага со магија, лекарство, народна психологија, временска прогноза и многу повеќе. За луѓето што живеат во длабочината на џунглите, оваа улога не е необична. Тие живеат во различна културна димензија. Овие димензии за нас се непознати, а за нив се очигледни. Оние димензии што за нас се комплексни, како внатрешноста на атомот, за овие луѓе не представуваат ни помисла. Но во секој случај, не станува збор за која специализација, односно чија специализација е поважна. Свеста е доменот на директно искуство. Како ќе ја спасиме планетата? Како ќе се справиме со смртоносната каскада од токсични технолошки навики, за да ги преточиме во здраво разумен свет во кој ќе можеме да живееме? Одговорот е на повидок и се состои во културата која се создава од колективноста на глобалната свест. Тоа што јас го нарекувам архаична преродба. Треба да дојде до обемно претурување во умовите на луѓето, за да дојде до ова. Некои ова го нарекуваат скок во парадигмата. Во суштина, за да се врати свеста на повисоко ниво, е обид за враќање на сетилниот реципроцитет помеѓу човековите чувства и односите кон природата и кон себе, кои превладувале пред 15.000 години. Тоа е пред во човекот да се вселат стравот и егото, пред доминација на мажот, пред алчноста, пред хиерархиите, пред војната, пред пропагандата, пред да дојде до појава на злоставување на деца, сите овие нешта. Одговорот е во нашето интегрирање во динамиката на природата. Мојот увид во ова прашање, единствениот начин како човек да се препушти на динамиката на природата е да го пробие оклопот на собствениот говор, да го пресече кожурецот на културолошките предпоставки и убедувања кои не обкружуваат од моментот кога учиме како да располагаме со елементите на говорот. Потребно е да ги срозиме границите на егото. Егото е структура која градат невротични поединци кои се дел од невротична култура наспротив фактите за стварноста. Културата, која си ја носиме како наметка, е колективизирана согласност за тоа кои видови на невротични навики се прифатливи за општеството. Тоа што сум го сведочил во амазонската прашума е радикална психолитична терапија која ги срозува границите на себичноста, на културата и на предпоставките до кои се држи егото. Луѓето не откриваат бела светлина, или тоа што Вилијам Джеймс го нарекува конфузија што цвета и зуе,
иако во првите мигови може да се причини и така. Она што го откриваме во суштина е сршта на природата, а тоа е дух кој е чувствителен, организиран и грижлив. Природата е сила која има ум и личност, има организирани намери, организиран јазик на чувствата, хумор, благослов и умешност. Ако можеш да се пронајдеш во таквата умешност, тогаш таму ќе ја пронајдеш тајната на танцот под водопадите. Таму е тајната на шаманскиот домет над правилата на обичните статистички податоци. Тоа е така бидејќи шаманот не ја побива физиката, туку умее да го турка неверојатното до подалечни граници. Во источната филозофија ова се нарекува тао, препуштање на течението, вклопување на малите облици во поголеми облици. Мислам дека овие нешта се многу важни. Психологијата, психијатријата и психоанализата се добри идеи и методи, но никогаш нема да достигнат оперативна ефективност, дури не се огледаме на домородните шамани низ целиот свет, за да ги проучиме нивните методи. А нивните методи се хемиски и персонални. Тие се спој на грижа, внимание, намера и хемија, што овозможува омекнување и виткост на свеста, односно на егото, за да може свеста да биде одново и одново вајана во нови и поубави облици. Некогаш имам чувство дека во моите говори треба да се дообјаснувам. Се постава прашањето зошто некој што ги обзнанил себе трансформирачките машински џуџиња на DMT просторот, исто така се смета и за заштитник на природата, има свое мало математичко шоу и така натаму. Тоа е бидејќи сите овие нешта извираат од другата страна на ограничената свест и поради спречување на незината намера кон себе трансформирање. Одговорот е во природата. Не е доволно да бидеме како во Борцборд. Мао Зедунг рекол, револуцијата не е вечера со пријатели. Подеднакво важи и тоа дека и еколошката револуција не е вечера со пријатели. Што ако се стремиме кон поетска чувствителност наспроти замирањето на живите системи? Нашиот стремеш е да го сопреме, преиначиме и да се излечеме од известното замирање на планетата. Многу е јасно дека свеста е одлучна алатка кон таа цел. Знаеме колку е нереално да го гледаме низ розови очила идиличното урбано живење. Да уживаме во извонредно сготвени и ретки јадења што потекнуваат од разни краишта на светот, да купуваме разни играчки од материи што се неповратно ѓубре, да трошиме. Овие навики не може бесконечно и подеднакво да се пренесуваат низ целиот свет. Очигледно е дека се приближуваме до крстопат. Или ќе биде рај, или ќе биде пекол. Јас мислам дека архаичната интуиција, која сум ја лоцирал како мисла во 19 и 20 век, кај луѓе како Алфред Жари и патафизичарите, кај сурреалистите, физичарите околу Ајнштен, Фройд, модерната уметност, модерниот танц, во джезот, сите овие издатоци на човековата култура се обиди за враќање кон примитивното, кон архаичното, да се обиди да се одвратат на пудрените перики и алгебрата на француската, англиската и германската традиција на стегната, запешена машка доминација. Наместо ова, кај Фройд и кај Јунг и кај сличните на нив, го среќаваме поривот да се интуитира, да го интуитираме излезот надвор. Денес интуицијата допира до површината. Веќе нема смисла да се стремиме кон нешто, дури ја држиме целта во рака. Целите мораме да ги назначиме во иднината и да се движиме кон нив. Станува збор за враќање на архаичното со лекциите што сме ги научиле од историјата. Кај древните племиња, луѓето биле многу повеќе исполнети од тоа што сме ние денес. Падот на човештвото, кој е опишан во Библијата, представува ничкосување на човекот во море од солзи, во свет на ограничувања, страдање, болка
инфективни болести и така натаму. Нашево е разуздано патешествие кон подолните и подолните дна. Ова можеме да го спречиме преку колективна културолошка посвета на таоистичката, шаманистичката, женствена, кибернетичка, грижлива, свестна, присутна единка човек. Ова не опишува сите нас во нашите најдобри мигови, но не смееме да чекаме најдобрите мигови да ни надојдат однова откако ќе замрат. Потребно е да ги прошириме најдобрите мигови низ целиот живот. Помислете колку луѓе страдале и умреле низ вековите за да ние денес седиме под ова дрво. Досега низ историјата се потврдени 9 циклуси на доспевања и на повлекувања на глечерите, што доведувало до мрзнење на земјата. Овие промени неизменично го ограничувале и го ослободувале движењето на популациите кон и од субтропските долини и тропските топли предели. Досега имало 9 меѓуглацијални периоди во кои популациите се прошириле низ целата земја. Луѓето тогаш немале радија, немале антибиотици, контрацептивни средства, статистички анализи со парцијални диференцијални равенки, а сепак успеале да не доведат до оваа точка на еволуцијата. Дали ние, како наследници на таквите човекови бранувања, како наследници на процеси кои траат илјадници години, ќе го претвориме ова што го имаме во каша попара во текот на една генерација? Се надевам дека не. Повеќе сакам да верувам дека сме способни да го направиме оној притисок во свеста што ќе ни овозможи да застанеме, да се сопреме. Беше лесно во првите 10 години кога почнав да предавам, бидејќи тогаш се запознававме. Се уверувавме дека постоиме, дека јас не сум луд, дека вие не сте луди и така натаму. Сега над главата ни виси политичка карма каша, што знам дека не можете да ја поднесете. Ниту јас милувам да ја поднесувам. Попрво би сакал да уживам во тревката, да ме лула мајката Божица во незините раце, но за волја на вистината, оваа доминаторска спрега нема да се повлече самата од себе без наш напор. Секој човек е важен. Неодамна зборував за мемиња, ова се најмалите мерни единици на една идеја. Тие се нешто како гени. Ние сме јадра на мутирани мемиња кои потекнуваат од свеста на растенијата, халуциногените и шаманите. Овие мемиња треба да ги продлабочиме, да ги расшириме по пат на повторување и да ги распространиме низ општеството на ист начин како што растенијата ги шират своите семиња во нивниот екосистем. Идејата на мемето ќе се надпреварува со други мемиња. Идејата е корисна, добра е, прилагодлива, бистра, жилава, знае да се послужи со разни контексти за да го промовира незиното постоење. Но ова нема да се случи, нема да се случува, доколку ние не ја помножиме и расшириме идејата надвор од својот круг. За мене овие средби се можност за создавање на заедници. Можност каде човек може да се огледа околу себе и да се поврзе со другите што се во истиот простор. Нема да се издвоиме од остатокот на населението, освен ако не се преброиме меѓу себе и ако не се собираме во заеднички средини во времето и просторот. Ако правиме така и ќе се препознајаме едни со други, и кога ќе заврши средбава, секој од нас ќе се влее во поголемата река на општеството и политиката, но поседувајќи го мемето на будењето на мајката природа, тоа зачнува процес. Некои велат колку е прекрасно тоа што ги артикулираш овие феминистички идеали и така натаму. А јас велам, правам така затоа што не сакам да сум мртов. Правам така затоа што не сакам моите деца да немаат свет во кој ќе живеат. Едноставно нема друг избор. Зидините се високи, а водата, односно поплавата, брзо надоаѓа. Можеме да си помогнеме ако си го одржуваме духот на високо ниво и ако научиме да ја пееме песната. Мојот пријател Ралф Абрахам е заговорник на математичката теза наречена хаотично привлекување
или динамика. Според оваа помисла, голем број процеси не се движат затоа што нешто ги турка одзади како последичност на енергија. Според Ралф, станува збор за привлекувачи или басени на привлекување. Овие нешто ги водат процесите нанапред, односно ги привлекуваат. Еден пластичен пример е да замислиме топка на работ на мермерен сад и секогаш кога ќе пуштиме топката, таа се дотркалува во внатрешноста на садот и неизбежно ќе застане во средината. Може да се каже дека средината на садот е басен на привлекување на топката. Енергијата на овие тела е во еквилибриумот, во совршената рамнотежа, кога едното е во средина на другото. Сакам да кажам дека има начин на гледање според кој луѓето, односно движењето, бидува привлечено од одредени нешта. Корисно е да се разбере дека човековата историја и култура можеме да ги видиме низ овој поглед. Западната наука како производ на културата на материјалистички, позитивистички, редукционистички битија со задоволство го негираат присуството на дух во светот, во и помеѓу нас, како и во природата. Всушност, тоа што го негираат се нарекува телос. Старогрчки збор за кауза. Старогрчки збор за посвета, односно кауза, односно нешто што не привлекува. Ова е истата помисла како погоре, онаа за привлекувањето. Ако пред вас имате цел и возите кола кон таа цел, таа е вашиот телос. Односно целта ви одредува како да стигнете до неа. Во изминативе 150 години во социолошките и биолошките науки има помодарство, поради Дарвин, а тоа е да се негира тоа дека природата има телос, односно своја посвета или кауза. А со тоа се негира и дека редот во природата се состои од спонтанноста на живите форми и мутациите наспроти нередот во природната селекција. Овие две страни на нередот, кои се пресретнува во средината, создаваат привиден или виртуелен ред, што е илузорно. Ова е ортодоксната теорија. Кога ќе оставиме овој дарвинизам во историската теорија на човекови процеси во времето, го добиваме оној современ поглед што е присутен кај академската филозофија во однос на историјата, каде што официјалната фраза гласи безтерктно флуктуирање, односно trendlessly fluctuating. Со други зборови, кажано ни е да прифатиме дека живееме во историски тракт од 10.000 години во кој процесите просто флуктуираат без некој посебен терк. Во математиката ова се нарекува случајна прошетка. Тоа значи дека сме отишле неколку чекори наваму во историјата, па сме отишле натаму, па наваму и така натаму, и ова личи на опиен човек што се тетерави низ оваа фаза на времето и просторот. И ова е највозвишената визија за човековата посвета, што ни ја нуди редукционистичкиот поглед на животот и човештвото. Интуицијата на религијата, особено западната религија, инаку не би се трудел да спомнам, доколку во неа немаше да пронајдеме силно резонирање на психоделичното искуство, е тоа дека во историската фаза постои некаков вид на привлек. Има нешто што ги влече сите нешта кон себе, како ентитет од повисоки димензии кој фрла огромна сенка врз човековиот пейсаж. Така што седејќи покрај огништата пред 50.000 години, луѓето почувствувале привлек кон организирање, кон ред, когнитивна активност, епигенетска активност и така натаму. Епигенетската активност значи врежување на одлики не само во гените, туку и во танците, во гестикулациите, во ритуалите, подосна во изработките од глина и од хартија, како и во уредите на електронско паметење денеска. Изникнувањето на комплексноста е одговор на и адаптација на трансценденталното достигнување на крајот на историскиот процес. This proliferation of complexity is a response to and an anticipation of this transcendental object at the end of historical process. Современата наука во низината сегашна примитивна етапа може да направи солидна пресметка за тоа што всушност се одвивало пред нас и сега. Тоа дека комплексните полимери
доведоа до создавање на супер комплексни полимери кои се саморазмножуваат. Тоа е растот на растителниот свет. Потоа ја согледуваме животинската популација, каде што ние сме мувата во супата, така да се каже. Ние сме очигледно вдарени со повисока димензија на постоењето. Со други зборови, ние представуваме различно онтолошко ниво во текот на природната организација. Затоа што имаме надежи, разочарувања, планови, паметиме, забораваме, лажеме, измислуваме, се ставаме во заблуда, самите себе и другите луѓе. Сите овие појавности имаат единствено и исклучиво човекова одлика. Мислам дека шаманизмот, што ни е фокусот денес, е еден вид на способност на презнаење на целокупната стаза на еволуцијата. Помислата за шаманизмот е дека оваа дисциплина представува обмокјување кое може да го прицврсти и исполни индивидуалниот човеков живот. Шаманите низ историјата не биле исти како што сме ние денес, со тоа што имале пристап до онаа повисока димензија кога настапувале во нивните волшебни состојби и состојби на опиеност, ним им се отворал фрактален поглед на процесите, односно животот. Сакам да кажам, покрај се, нели мислиме на мудрост кога зборуваме за ова? Мудрост е разбирање како нештата на вистина делуваат и како се одвиваат. Како на вистина се одвиваат љубовните односи, одгледувањето деца, водењето на корпорации, војните, како се во ова функционира. Не наведувам на ниту една од заблудените и несмасни обиди на пропонентите на едно или на друго школа на науките, туку мислам на таоистичкиот увид во суштинската соодветна динамика на се. Тогаш, како да се стекне таков увид? Одговорот е, мора да имаме супериорен пример. Ако веруваме дека светот се состои од 3 нивоа и дека нив ги држи жена која седи на огромна желка, која лебди во Вселената, добро, може да се каже дека ова е еден модел за универзумот. Овој модел може да не однесе до одредени височини на имагинацијата, но сепак, кој модел за универзумот може да понуди вистинска потврда за разните ситуации на воочување на животот и на светот. Прилично чудно е тоа што мислам дека овие модели доаѓаат од крајните граници на математиката. Не е проста коинциденција тоа што олујата на визијски халуцинации, што ги среќава шаманот, е мощно слична со олујата од облици и бои кои ги изфрла Cray 3 суперкомпјутерот, кога спроведува илјадници итерации во секоја секунда според зборовите Џулија или Манделброт. Или пак слични на други комплексни математички објекти кои започнуваме да ги препознаваме. Се до оваа точка, математиката беше наука на пресметување, затоа што математичарите користеа моливи хартија, креди и табли за да ги опишат нивните објекти. Последователно на ова се роди особено тежок вокабулар, што им оневозможи на луѓето, на повеќето луѓе самите да ја вреднуваат големината на математиката. Денес, за современата математика, компјутерот е тоа што телескопот бил за астрономијата во 16 век. Компјутерот стана прозор во доменот на хиперкомплексни пресметувања кои порано не можевме да ги замислиме, а кои денес, со стапка од милиони, а надоаѓаме и до стапка на милиарди итерации во секунда. Ралф работи на ММПП, односно машината за множно паралелно процесирање во Годард Центарот за вселенски летови, машина која врши 800 мегафлопа во секунда. Може да сонуваш соништа со таква машина. You can dream dreams with a machine like that. Но повеќе од чудно е тоа што овој супер технолошки врв на доминаторската култура во Годард Центарот, каде врачевите носат бели мантили, ни нуди иста представа како онаа што ја може да ја посветочи шаманот во амазонската прашума во било која сабота. Може да се види дека едриме низ комплексна хипердимензиска фазна вселена во која, според внесот на амплитуда и фреквенција, во едниот случај по пат на електронска кутија, а во другиот случај по пат на човеков говор, можеме да отпатуваме низ математичкиот домен кој има повисока резонанса од нашата реалност. И така учиме како светот на вистина функционира, како се одвиваат работите. Па да се запрашаме, како се одвиваат нештата, како настануваат.
При наједноставното ниво се одвиваат вака. Нештата имаат почеток, средина и потоа замираат во облик на осцилација. Едноставната вистина, пред која климаме со потврдност, е всушност најгоркиот, најкрупниот залак што треба да се проголта од страна на доминаторското его и доминаторската личност која доаѓа од доминаторската култура. Бидејќи тоа што го говори оваа едноставна вистина, дека нештата доаѓаат на повидок, достигнуваат процут и потоа замираат, тоа Хераклит го нарекол пантареи, односно се врти, ништо не тре вечно, ништо не останува. Ова е нашата возвишеност и агонија истовремено. Тоа дека и луѓето што ги сакаме и луѓето што не ги сакаме, ќе ги однесе времето подеднакво исто. Империи, династии, континенти, се ќе однесе времето. Но и покрај тоа, потрагата по безбедност во доминаторската култура се сваќа како потрага по трајност и постојаност. Сакам да купам стан, сакам инвестицијскиот фонд да ми функционира подобро, сакам да ги исплатам оној и така натаму. Трагаме по трајност и постојаност. Кога го правиме ова, ние настапуваме во војна против космосот, што е херојски однос, доколку сакаме да напишеме мелвилиска опера за собствениот живот. Во книгата Моби Дик, ликот Ахаб му вели на првиот другар Старбак, кој е символ за христијанското исправно разумување. Тој започнува да вреви како ќе тргне во битка против китот. И вели, ќе го бркаме од двете страни на светот и ќе го пресретнеме кај огништата на мачилиштето и ќе го сотреме. А Старбак одговара, да се оди по одмазда против еден безумен звер е еднакво на богохулие. Богохулие, Старбак? Прашува Ахаб. Не ми зборувај ти на мене за богохулие. Ќе удрам по сонцето ако ме навреди. Но ако може да го направи тоа сонцето, можам ли јас да му вратам? За да би имало било каква еднаквост во таа игра. Ова е разговор од кафанските маси. Помислете дека има ферплей помеѓу човекот и една блиска звезда во Вселената е соодветен израз на доминаторското его што можам да го предложам. Секако, приказната за Моби Дик може да се прочита на различни нивоа, но на крајот на криштата станува збор за потонување на машкото его во океаните на несвесното, од каде е егото изведено на уништување и изобличување преку средба со матриксот на матичната мајчинска природа, а таа го зазема обликот на вагина дентата, односно на забена вагина, на китот и на се она што тој го представува. Мислам дека шаманизмот е дозвола за надметнување на анксиозноста преку прифаќање на минливата природа на животот и материјата. Ова е универзална вистина што не може да биде потисната. Што биде интегрирана, се случува нешто како спуштање на отпорот наспроти електричните струјни кола што ја сочинуваат твојата интеграција со светот. Прифаќаш дека присутниот миг е единствениот врв на твоето постоење. Тоа дека присутниот миг кога ќе скршне во минатото станува засенет од сеќавање и дребули, дека кога ќе скршне во едината зазема мисловни облици и очекувања. Сметам дека шаманите ја стекнуваат оваа придобивка од неверојатната автентичност што се чувствува во нивното присуство. Секако зборувам за вистинските шамани, затоа што токму тие го имаат видено крајот. Тие имаат модел за тоа како почнуваат процесите и поради тоа не прават притисок, не се грабаат и не се стегаат за животот. Поради тоа низ нив протекува енергијата. Нашата цивилизација мора да го научи овој начин. Ако добро се сеќавам, Викендов Горбачев говореше во смисол дека работите повеќе не чинат, дека е потребна реконструкција. Всушност, за сите важи истото. Колку е глатко тоа што можеш да купиш безопасна игла во 4 часот по полноќ на растојание од пола час возење било каде во Америка. А сигурен сум дека и русите посакуваат да е така и кај нив. Но да се запрашаме, ова е врвот или крајот на културните вредности на капитализмот? Тоа дека можеш да се прошеташ низ осветлени гондоли во супермаркет и да си честиташ дека на дофат имаш салфетки или влажни марамчиња или боца со плин.
Мислам дека треба да биде поинаку. Мислам дека во системот не е вградена програмата за самоништување. Подеднакво исто како што марксистичкиот свет си имал вградено канџа во која болно нагазил социјалниот механизам. Разликата е што ние ќе ги исплатиме фактурите подоцна. Ако потпаднеме на доминаторската метафора и ја играме незината игра, неизбежно е дека ќе влеземе во трап. Бидејќи они имале доволно време за да ги откриат сите ќошиња во кругот и се приметувам дека се повеќе наклонувам кон споделување на мемето за неважност на постојните институции. Историјата не е процес од кој бараш дозвола за да действуваш. Историјата е нешто што го создаваш, за да некои други луѓе потоа ги соберат парчињата и продолжат да составуваат понатаму. Хенри Дейвид Тороу имал одлично разбирање за ова кога го напишал неговиот прочуен трактат за граѓанска непослушност. Растот на културата е нешто кое доаѓа од животот тело. Русо го нарекува општата волја. Човекот предлага, а Бог одлага. Но во светот на граѓанскиот полис, луѓето се тие што одлагаат, а властите се оние на кои им е дозволено да предлагаат. И толку. Она во кое сме инволвирани сега е дебата за човековата природа. Кои сме ние? Што сме? Францускиот стрип автор Моебиус го срочи тоа вешто во една негова книга, каде го поставува прашањето дали е човекот добар. Ова ќе го откриеме допрво. Чувствувам дека не е се уште одлучено. H.G. Wells ја нарекува историјата трка помеѓу образованието и катастрофата. Ке речем дека во тркава ние сме врат до врат со другите и извесен е фотофиниш. Сепак, секој што ќе го воочи ова, сноси одговорност, учењето, односно овој увид во природата на нештата, да го пренесе на други луѓе и да делува по истите прашања. You know, H.G. Wells called history a race between education and disaster. Well, you know, they're in the home stretch, neck and neck. It's clearly going to be a photo finish. But there is a responsibility on everyone who sees this to communicate it to other people and to act upon it. Тоа беше крајот на говорот на Теренс Мекена, насловен Криза во свеста од 1995. Се надевам дека ви беше интересно и дека во ова ќе најдете некои поуки, некои насоки или пак ќе ви овозможи едно градиво за истражување на можните облици на општество и на општественост, на индивидуата, на групата и начини за кои според кои може да се делува во 21. век, во 2024 година, каде светот е фундаментално веќе поразличен во поглед на технологија од времето во кое бил снимен овој говор на Теренс Мекена. Овдека се одјавувам и се надевам дека наскоро ќе најдам време и внимание за да преведам уште еден говор на Теренс Мекена. Поздрав!